Почитувани добар видени и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Класи. Се наоѓаме пред Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Инаку оваа агенција е формирана во 2007 година од Собранието на Република Македонија, а целта е финансиска поддршка на земјоделството, сточарството и руралниот развој, и тоа со буџетски средства, но и средства од Европската Унија, односно од предпристапните фондови. Од пред 2 месеци директорка на оваа установа е Даниела Иротова. Ние имаме договорено интервју со неа, па сега одиме да го реализираме. Следете. Директорке, најпрво да ви се заблагодарам што прифативте да го реализираме ово интервју. Кај јавноста постои сериозен интерес за работата на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Вие дојдовте на оваа функција пред отприлика 3 месеци, меѓутоа дојдовте во момент кога се случија некои непријатни ситуации во самата агенција, имаше некоја злоупотреба на одредени средства. После 3 месеци, каква е ситуацијата кај вас? Така, најнапред благодарам на интересот што го пројавивте да ја спознаете реалната ситуација во агенцијата и да им овозможиме на сите заинтересирани страни да ја преку вас да ја осознаат целата ситуација во агенцијата за тековните работи и работи кои што следат во периодот кој што доаѓа. Значи, со моето именување во агенцијата нема потреба да ги повторувам работиве кои што јавноста и премногу беше експонирано од страна на новинарите. Меѓутоа, сите постапки истражни кои што се спроведени за лица кои што беа фатени во криминал си течат од страна на обвинителството и се спроведуваат без исклучок мерки за одговорност за сите кои што смета обвинителството дека се вклучени во одредени постапки. Колку тие луѓе ќе бидат обвинети, за кои ќе има обвинение, ние нити како агенција можеме да кажеме, нити можеме да судиме, си има истражни органи, си има обвинителство кое што си ја терат процедурата во целост. Системот како систем функционира и постои. Тоа што одредени луѓе се одважиле да својата функција или својата моќ од функцијата која што ја добијат да направат одредени злоупотреби, ќе си одговараат согласно законите и согласно тоа што го направиле. Меѓутоа, врз основа на наодите и на ревизорскиот наод и на наодот кој што го имаме од Националниот фонд, имаме забелешки и поточно имаме наоди кои што имаат висок ризик на продолжување на постапките, среден и низок ризик. Сите тие ризици ги испеглавме со Министерството за земјоделие со измени во програмата, за да не ни се случува за одреден предмет да имаме субјективно одлучување за едни апликанти вака, за други поинаку, и програмата е испратена до Брисел да ни ја верификуваат, да ни ја вратат, за да можеме со сите овие наоди кои што се дадени, а ние постапивме по истите, да можеме со изменета програма да ја продолжиме постапката за ИПАРД. Покрај забраните за исплати кои што ни беа ставени од страна на Министерство за финансии, од наша страна беше побарано да ги продолжиме постапките во делот на склучување на анекси. Имаше многу луѓе кои што не можат да стигне да ја реализира инвестицијата и некоректно е заради забраните за исплати за трет квартал да не може да се продолжи, а имаат сериозни инвестиции, многу добри проекти кои што треба да ги реализираат. Значи, тој процес на склучување на анекси, измени на договорите кои што име, прибавување на референтни цени за постапки, се до момент на донесување на договор, практично превземање на нови финансиски обврски, агенцијата ги спроведува во момент. Контролите си течат, имаме барање за поврат на средства, имаме контроли на лице место, експостот ни се спроведува на сите веќе завршени договори кои имат поднесено барање за исплата, така да сите други тековни активности и во ИПАРДот, меѓутоа и во другите програми си течат нормално во агенцијата. Барањата за исплата секојдневно согласно динамиката која што предвидува договорот и периодот од 6 месеци со кој што се прават одредени проверки и е период за исплата на барањето доколку контролата констатира дека проектот е во целосно реализиран.
ги доставуваме до националното тело, фактички во Министерство за финансии, до Националниот фонд, за понатамошна обработка и процесуирање. Во разговори сме со нив и доколку продолжи целава постапка со забраните за исплати, се бара решение и вчера министерот го спомна во интервју, се бара решение да можеме да ги исплатиме од буџет, а потоа истите средства да ги рефондираме по одблокирање на процесот. Со комуникациите кои што ги имаме и на техничко ниво и на повисоко ниво со Брисел, со DG Agri, значи сме, ајде да не кажам секојдневно, меѓутоа на неделно ниво комуницираме по мејлови, испраќаме сите потребни постапки и процедури кои што бараат од агенцијата да бидат превземени и спроведени. Во 90% од барањата кои што ги упатија до нас, агенцијата веќе ги превзема и ги реализира, ги отстрани сите недоследности кои што се утврдени. Доставен е акцијски план со кој што се обврзавме на некои активности да ги спроведеме. Ни се пуштени барања и до нас, и до Министерство за финансии, и до Министерство за земјоделие да продолжиме со постапките за акредитација на новите мерки, меѓу кои инфраструктурната мерка која што ги опфаќа општините. Така да целата оваа комуникација и барањето на нови постапки, нови процедури, нова документација ми дава за право да коментирам дека не сме блокирани од Брисел, туку постапките продолжуваат. Прашање на време е кога ќе бидеме ние одблокирани со исплатите за трет квартал и да продолжиме со барањата кои што ги опфаќа четвртиот квартал. Токму тоа и беше целта на почеток, да расчистиме дека не е блокиран процесот, туку се одложува на еден начин, се пролонгира. Да. Иако некои структури тоа користат за дневно-политички теми, меѓутоа расчистуваме дека не станува збор за класична блокада, туку практично за пролонгирање. Да. Пролонгирани се исплатите од третиот четврт квартал. Прашање на време е кога по исполнување на барањата кои што има сомнеш, и нормално е Брисел да има сомнеш која ќе во целата медиумска јавност ќе ти излезе случај со корупција. Прашање на време беше дали и покрај нашата забрана Брисел ќе ја потврди нашата забрана од Министерство за финансии, да сите постапки кои што се воделе од таа структура раководна да се проверат, и е нормално да се проверат дали се изработени согласно законските регулативи и сите процедури кои што се предвидени со ИПАРД програмата, за да бидеме сигурни дека ја продолжуваме целата постапка согласно законите и дека не постои злоупотреба, туку се работи за изолиран случај кој што е злоупотребил својата функција или својата позиција. Така да не го гледам ова како прекинување на ИПАРДот, туку едноставно одлагање на исплатите до момент на целосна проверка на сите постапки кои што се подпишувани и регулирани од претходната раководна структура во целиот дел со ИПАРД. Добро, значи ова го расчистивме. Сега пред известно време, на почетокот на месецов, беа донесени и програмите за финансиска поддршка на земјоделството. Што поконкретно содржат овие програми? Па вака, програмите на кои ги донесува Министерството, кои ги предлага Министерството, а ги донесува влада, во континуитет ги работевме заедно со Министерството, со сите засегнати страни и Министерството за земјоделие. Ние од аспект на анализи и постапки кои што ни се спроведувани изминатите години за да бидат подкрепени со податоци врз основа на што се креираат тие мерки, врз основа на кои критериуми би се подигнале евентуално праговите кои што сега се подигнати за остварување на субвенции. Направени се сите анализи, пред се земени се во предвид сите контроли кои што агенцијата ги прави на терен, вклучително и Државниот инспекторат за земјоделство, каде се констатирани злоупотреби и заради надминување на целиот овој процес и ставање под контрола на целокупните исплати на субвенциите за земјоделство без разлика дали е за програмата за директни плаќања или програмата за рурален развој, го поддржавме практично ставот на Министерство за подкрепање на овие прагови, за да овозможиме се со цел вистинските земјоделци кои што се занимаваат со земјоделие да ги добијат реализираните средства. Ни се случува у целата постапка фиктивно да се пријават одредени култури и одредени површини и кога идеме на терен, значи контролориве од кај мене, од секторот за контрола, кога идат на терен, ситуацијата е сосема спротивна од таа што е пријавена во барањето. И сите тие добиваат санкции
дали е една годишна санкција за неземање субвенции или ако им е поголема разликата влегуваат во 3 годишни санкции. Меѓутоа, самата постапка за поднесување на барање со подкренување на праговите и воведување на задолжително производство од 30% го става е првиот механизам на контрола кој што го дефинира дали некој е производител или фиктивно ги пријавува површините. А имаше такви случаи, директорки, да не се лажеме, значи периодот на нас ете така. Не беа малку, значи се злоупотребува субвенции. Се злоупотребува и се одлеваа доста средства од буџетот. А на терен производство немаше. Производство гледате и вие дека сме од држава производител, почнуваме да стануваме држава увозно зависна од и тоа сериозно увозно зависна. Сериозно показателите од Државниот инспекторат за земјоделство го покажуваат тоа. Целта не се кратат субвенциите. Мислам, не сакам луѓето погрешно да го разберат. Ние од 1 март ќе тргнеме на терен за да можеме да образлагаме програмата. Не се кратат субвенциите во смисла да ги скратиме субвенциите на луѓе кои што произведуваат. Целта е да се елиминираат сите кои што не даваат земјоделски производи, не произведуваат земјоделско производство, кој што може да биде пласирано на одредени пазари не само во државата, туку и надвор од државата, да помогнеме у целиот систем на државата да станеме ние држава која што ќе има сериозно земјоделско производство со кое ќе може Министерството да излезе на надворешните пазари да дадеме една гарантирана количина на производи кои ќе бидат предмет на преговарање за извоз и за пласман надвор од државата. Не може да субвенционираме некој што на црно продава, не дава ништо на државата, а од друга страна ги користи сите бенефиции кои што ги има, кои што ги дава можноста програмата да се субвенционира. Или имаме уште еден случај кој што сакам вака попластично да го објаснам. Како држава имаме доста земјоделско земјиште кое што се труди Министерството, бидејќи доаѓаме од таму, да го регулираме користењето на државното земјоделско земјиште. Меѓутоа, свеста е таква како што е во држава, доста луѓе го злоупотребуваат и користат без договор земјоделско земјиште. Или имаме случаи кај што не се завршени оставинските постапки и се користи земјиштето или се дава под закуп без официјални договори. Имаме случаи, и тоа не се малку случаи, каде што земјиштево што се рента без договор го пријавува сопственикот за субвенции. Субвенциите идат кај сопственикот, не кај производителот. И овој ланец мора да се прекине затоа што тој што произведува не може да дојде до субвенцијата затоа што не му е регулирано земјиште. Така. Имавме една идеја да отпочнеме со тутунот, меѓутоа имаше доста реакции, можам да кажам, да луѓето кои што нема продадено килограм тутор, да не може да се субвенционира да земе и по површина. Која е логиката ти површината да ја пријавиш, еве јас ќе ја пријавам површината, а вие ќе ги земете, практично ќе го произведувате тутунот, ама површинската мерка и нафтата нема да ја земете затоа што е површината на моје име, не е на ваше име. И практично помошта од субвенциите кои што ја даваме за површина и за нафта не доаѓа кај производителот. Оди на друга страна, од една страна му плаќа закуп за површината нерегулирано, од друга страна добива субвенции за нешто што не го работи. Така. И тоа се едни контроли кои што ова година 26-та ќе ги мечираме сите податоци од сите системи и управо сите парцели кои што се пријавени една култура во системите, а на лице место се друга, ќе ги исклучуваме сите од субвенционирање. Се со цел за да се дисциплинираат одредени структури, не зборам за правите земјоделци не го прават тоа. Одредени структури кои користат субвенции на сметка на луѓето кои што се мачат и произведуваат. Затоа што во самиот процес на производство субвенцијата значи многу. Така. Самиот процент на учество на субвенцијата во производната цена него му значи многу и му ги намалува трошоците, му ги зголемува средствата за екзистенција тој што се бави со земјоделие и што има обврски према државата да плаќа одредени даноци и надоместоци. Покрај системот што го имаме воспоставено на два типа на контроли, редовната контрола и ова контролава друга која што ние, еве постапката ми е завршена во делот, ќе направиме контрола и мониторинг во реален период на вегетација. Со набавка на сателитски снимки кои што во реално време ќе ни дадат дали површините се под вегетација или не се под вегетација. Ова ќе ни биде пилот проект на неколку општини и ако се испостави дека практично ќе
ќе констатираме реална состојба на терен за од наредна година 27 да ни биде покриена целата територија со ваков тип на контроли. Само така од фаза никнење до фаза жетва или површините кои што се засејани со долгогодишни култури, ќе можеме да го измониторираме целиот процес и да сите тие кои што ги злоупотребуваат субвенциите бидат фатени во тој еден процес на санкционирање со тоа што не знам дали не приметив дали вчера министерот го спомна, се работи новиот закон за земјоделство и рурален развој. Таму предлагаме санкции да ни се случува сега, ќе добие санкција 1 година или 3 години и земјоделецот со тој матичен број што ќе добие санкција, наредна година ги префрла на син, на ќерка, на сопруга, на мајка, на татко, да, истите капацитети ги префрла и ги пријавува, а неговите санкции ништо не значат, не се санкционира. Секоја злоупотреба што ќе биде констатирана од тие капацитети, да се следи капацитетот, не субјектот кој што пријавува, туку да се следи катастарска површина, ушна маркица, РБО, да имаме следливост на капацитетите кои што се пријавуваат, а реално на терен не се обработува површината или како што спомна вчера министерот во интервјуто, во штала само ушни маркици без ток. Се наоѓаат ушни маркици без да има реално добиток кој што се одгледува. Така да 26-та ќе биде предмет на повеќе контроли и мониторинг. Апелирам до сите кои што на некој начин била слабост на системот или неможност за проверка, дека проверките ќе бидат децидни, ќе бидат измечирани сите системи, ќе се проверуваат сите парцели кои што се пријавени без разлика што ако не комуницираат еден со друг системите, ќе ги направиме контролите на сите, се со единствена цел да го пресечеме тој ланец и да можеме за 27 година да предвидиме повисоки износи за реалните земјоделци. Затоа што парите се тие, меѓутоа прашањето е на распределба за да стигнат до вистинските земјоделци. И покрај целата ситуација во која се затечени сточарите, пак ќе кажам за мерката за 2024 година, која и tekako беше крајно неповолна за сточариве, затоа што од околу 2000 и нешто сточари, 800 луѓе го исполнија условот, другиве не го исполнија условот. И пред малку, пред да дојдете ги затекнавте луѓето, тука разговаравме покрај за поединечни потреби кои што има генерално за целава мерка која што е и за програмата 26-та која има за сточарство. Сметам дека треба да бидат приоритет во исплатите во овој период, затоа што има луѓе од сточариве кои што од 24-та година не го исполнија условот, реално имаат добиток, не се фиктивни и им треба реално помош да ги исплатиме субвенциите за да можат да опстанат, поточно да си набават храна за добитокот кој што го имаат у моментот. Треба да постои динамика, треба да постои календар на исплата за да може секој еден да знае кога би биле тие очекувани средства. И сето ова би било идеално кога би имало некој календар за исплата. Меѓутоа, не знам од кои причини претходниот директор тука не ја кажал реалната вистина за целава ситуација. Агенцијата во 2024 година практично, од тоа што ги добив јас анализиви кои што ги имаме, се соочила со 2 програми минус. Практично неисплатени субвенции за останати наназад. Иако 24-та беа дадени 2 програми, практично не беа 6 милиарди, туку 10 милиарди денари владата одобри за ова, не беа доволни да се покријат за останатите обврски. Ние сега во овој период се мачиме, практично не се мачиме, туку правиме напори у целава ситуација да ги сервисираме обврските кои што се заостанати 22, 23 и 24 година, иако веќе во март доспеваат и обврските од апликациите по програма 25, кои што треба да се исплатат. Една од групава се сточариве кои што 25-та треба да им се исплати до крајот на март, се со цел да можат реално да опстанат луѓево за да набават храна за стокава. Млеково исто така веќе неколку месеци од 25-та исплатено е само 2-3 месеци и не е сервисирана обврската за исплата со млеково кое што треба да се исплати. Лозариве и овоштариве ги исплативме, кој што реално луѓево
постои традиција во држава 15 години наназад од кога се земаат, од кога се воведени плаќањава на субвенциите за Свети Трифун да ги добијат своите пари. Пак ќе кажам, има исклучоки тука на луѓе кои што беа предмети на контрола и тие истите ги обработуваме и ќе ги пуштиме. И тука си овоштарите нормално. Меѓутоа, самата програма оваа година што е и која што не се покриени обврските, ни создава една отежната динамика на исплата. Ќе се потрудиме максимално да ги сервисираме најнапред за останатите обврски кои што ги има, затоа што има мерки од 24-та кои што воопшто не биле предмет на исплата. Не е да се деломно исплатени, да има корекција или контрола, туку воопшто не биле предмет на исплата. Такви се, например, свињариве, повеќе денови контактирам со нив, значи воопшто не им е пуштена исплатата за мерките кои што ги аплицирале програма 23-та, а да се исплатат од програма 24-та, воопшто не се исплаќани. Ќе дадеме приоритет на сите кои што се мерки за останати, требало да и бидат исплатени многу одамна, не се исплатени, сите средства што ќе останат во рамки на заостанати обврски, ќе направиме во договор со Министерство заедничка динамика за да ги исплатиме тоа што е најприоритет. Пак ќе кажам, според мене приоритет се сточариве сега, не дека не треба да имаат приоритет полјоделските култури или другите култури кои што се предмет на субвенционирање во 2025 година, меѓутоа да се има предвид реалнава слика за луѓе во кои што 24-та не можеа сите мерки да го исполнат условот за тие мерки, сега се оставени на рап на екзистирање за дали ќе продолжи да се занимава со сточарство или ќе го продаде стадото и едноставно ќе се откаже од целава оваа постапка за одгледување на конкретно за овчариве и за овие кои што се занимаваат со козарство. Ќе се потрудиме во рамки на агенцијата се што е во рамки на буџет кој што го имаме да можеме да го исплатиме со тоа што се што е заостанато 22-та, 23-та и 24-та, пак ќе повторам, ќе го пуштиме вклучувајќи ги платите за овчарите кои што 2 години не им се исплатени, 23-та и 24-та, 20% на регистрираните земјоделци кои што реално тие кои што се бават со земјоделие и мерката за стимулирање на земјоделците кои што 20% треба да добијат повисоки субвенции да ги исплатиме. Има мерки кои што за кои што имаме дефинирано средства и ќе се исплатат, меѓутоа имајќи го предвид вкупниот износ на средства кои што ги имаме, ќе договараме динамика за исплата на целава тековна 25-та година, која што од друга страна ќе направиме динамика по приоритет на култури кои што треба да ги исплатиме во периодот кој што следи. Директорке, Македонија е дефинирана како аграрна земја во не така давнешни времења, еве пред 30 на години да речеме, ние ја храневме една многу поголема заедничка држава со преку 20 милиони жители. Во периодот пред 20 на 30 години Косово, Јужна Србија исто беа практично снабдувани главно со зеленчук претежно од Македонија. Меѓутоа, во последните 20-25 години стагниравме и во земјоделството и во сточарството, тоа е факт. Паднате бројот и на сточниот фонд и луѓето што се занимаваат со земјоделство и сточарство се демотивирани. Сметате ли дека еве во периодов што предстои со вашиве заложби и како агенција и како Министерство за земјоделство и генерално на државата може посериозно да го поттикнеме развојот на земјоделството и сточарството кај нас? Така. Значи, со самото навремено исплаќање на субвенциите, сметам дека ќе бидат мотивирани доста земјоделци кои ќе знае кој период ќе ги земе субвенциите и навремено ако му бидат исплатени, ќе може да си ја планира динамиката на производство и динамиката на набавка на репроматеријали, а од друга страна преку програмата со рурален развој со реални инвестиции кои што во земјоделството ќе се дадат како помош од аспект на механизација, трактори, приклучни машини или се друго кој што ги следува да ги помогнеме, можеме, мислам дека држава има потенцијал и има капацитет со тоа што имаме доволно земја, имаме доволно капацитети и доволно сончеви денови и сега
системите за наводнување неблагодарно да ги коментираме, меѓутоа гледаме дека и АД се консолидира и прават напори да ги стават во функција сите системи на важни се наводнување. Исклучително се важни при производството на храна, да се консолидираме сите сектори. Сметам дека можеме да направиме една држава која што ќе може да произведува храна не само за Македонија, туку да бидеме извозна држава која би произведувала храна и за останатите држави. Најбитно е, почесно е да се каже дека некој нема да добие одредени средства, отколку да се дава лажна надеж или да не се исплаќа на време, затоа што секој во рамките на своето земјоделско стопанство ги планира и трошоците, и приходите, и расходите и си прави калкулација каде би се нашол со. Најбитно у целава ситуација е да го сузбиеме одливот на средства, кој што, пак ќе повторам, не е мал, оди кај луѓе кои што не се занимаваат со земјоделие, туку фиктивно, реално не фиктивно, туку фиктивно пријавуваат, а реално имаат површини кои што не ги работат. Доколку успееме да воспоставиме механизам на контрола, на целосна контрола на целото производство, сметам дека и реалните земјоделци ќе не поддржат и ќе се мотивираат дополнително и други луѓе, за да можеме да ги субвенционираме производителите, практично тие кои што се реални производители, и да ги доведеме до една стапка на рентабилност, затоа што сега сакали или не, треба да си признаеме дека имаме нерентабилно земјоделско производство. Тие треба да работат за профит. Да. Секој земјоделец треба да работи за профит, а не да работи за да опстане, како да е доведено во прашање опстанокот, без разлика дали се работи за пољоделски култури или градинарски или било кои култури кои што се работат на површина на земјиште или се работи за сточарство. Капацитет имаме, прашање е пак според мене ќе кажам контрола, без селективност. Тоа е најбитно, затоа што ако има селективност, мотивацијата се губи кај сите и кога би се сите институции да настапиме заеднички, мислам дека можеме да направиме едно продуктивно земјоделие во државава, за да може Министерството да ги креира политиките не само во рамки на државата, туку и надвор од државата во поглед на извоз и наоѓање на пазар. Ако немаме, пак ќе повторам, немаш ти точна проценка колку би произвел, немаш ти предмет за преговарање со одредена... Значи потребно и планско производство. Да, планско, пред се планско производство, а од друга страна пак земјоделците ако немаат гарантирани пласман и ако немаат гарантирани субвенции, практично кои што му се дел од производната цена, му влегуваат во производната цена, не можат па ни да го планираат производството. Он мора да се подпре на одредени финансиски приливи, за да може да планира капацитет на производство за наредната година во поглед на претходната, да си направи сам процент. Јас сум оптимист во ова, сметам дека може да бидеме држава која што ќе произведува храна и ќе дадеме ние максимум од нас како агенција да ги вклучиме во контрола сите парцели, да ги вклучиме сите земјоделски стопанства, иако законот ни дефинира многу помалку, ќе побараме помош и од Државниот инспекторат за ворен инспекцијски надзори, затоа што тие не можат да прават контрола, меѓутоа можат да прават инспекцијски надзор по наше барање секаде кај што ќе се појави сомнеш на агенцијата, да можеме да ги сконтролираме сите тие земјоделски стопанства во еден заеднички механизам и да средствата кои што ги одвојува државата, без разлика дали се од националните програми и дали се од ИПАРТ добиени од Европска делегација или Европска унија, се извинувам, да можат да бидат да стигнат реално до вистинските земјоделци. Директорке, искрено ви благодарам и еве сите заедно да помогнеме и вие како институции, а и ние како потрошувачи, односно купувачи, да ги издигнеме вистинските производители на храна на пиедесталот на она место што го заслужуваат. Бидејќи на еден начин тие се хероите на нашето време, тие произведуваат храна за сите нас. Така, ние сме аграрна земја, така да не треба да се правиме многу паметни или да продаваме политика, туку треба едноставно да се воведат јасни правила на игра, јасни процедури, за да може да има секој
сериозен потенцијален земјоделец да има свој партнер од другата страна на кој што ќе може да се подпре за да користи одредени бенефиции и да си направи план на рентабилност како би произведува земјоделски проizvод. А предпоставувам во таква ситуација и младите би ги мотивирале да повеќе да се занимаваат со земјоделство. Прошлата година имавме мерка за млади земјоделци кои што доделивме договори, луѓето практично младите земјоделци се веќе пред реализација на инвестициите, некои побараа продолжување, иако имаше и барање за авансна исплата заради состојбава што се случи со директорот, авансите пред нова година не успеавме да ги исплатиме и нормално сомнежот на Министерството за финансии е оправдан затоа што тука се појави сомнеж во секоја една клетка и една пора на агенцијата дали е се окей или е надвор од закон работено. Меѓутоа веќе пристигнуваат барања од луѓе кои што имаат склучувано договори и согласно финансиските средства кои што ги имаме во програмата, сите кои што имаат договори ќе бидат исплатени по поднесување на барањето, извршените контроли од наша страна ќе бидат исплатени. Мерката за млад земјоделец ќе продолжи 26-та, така да ги поддржуваме сите млади земјоделци во делот на отпочнување со земјоделско производство и формување на капацитети за земјоделско производство. Тука морам да ја спомнам и програмата за жени, која што имаме одредени средства. При крај сме со анализите да распишеме оглас за жени кои што се занимаваат со земјоделие, да добијат одредени бенефиции, тие кои што се веќе занимаваат и тие кои што сакаат да отпочнат со земјоделско производство. Не ги фаворизираме, меѓутоа постои една поддршка од Министерството за таа категорија на граѓани или земјоделки кои што ќе отпочнат да се занимаваат со тоа, да дадеме одредена поддршка, затоа што сепак земјоделството не е лесна гранка, нити е лесно да се занимаваш со земјоделие. Меѓутоа паралелно да бидеш и мајка, да бидеш и и домаќинка, и земјоделка е нешто кое што заслужува да биде вреднувано од друга страна и да добие посебен третман во општеството. Да ги почитуваме се, разбира се, повеќе. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.